Учениците од Основното училиште Малина Попиванова викендов го промовираа проектот Кочани и вие. Станува збор за списание на англиски јазик во кое учениците пишуваа свои статии и есеи на различни теми. Менторот, а и учениците се задоволни од целокупниот изглед на весникот, на кој интензивно работеа 5 месеци наназад. Тие несебично се вложија во оваа работа, во овој проект и го покажа максимумот од своје знаење на англискиот јазик, но и максимумот од нивната способност да напишат креативен текст, да напишат една убава новинарска статија. Нивната работа беше многу професионална, значи тие работеа се од идеите, изборот на наслови за кои ќе пишуваат, изборот на лицата што ќе бидат интервјуирани, снимањето, сликањето, значи правењето фотографии за потребите на списанието, пишувањето на самиот текст, креативното уредување, уметничката страна исто ја водеше нашиот уметнички директор Елена Борисова, значи еден целосно ученички проект. Ние го работевме него 5,5 месеци, напорна работа со помош од нашата наставничка по англиски и волонтерката. Ние сме презадоволни од нашиот проект и се надеваме дека повторно ќе имаме промоција на уште поголем проект. Имам своја статија Денаме на Кочанскиот Орис. Во тоа ми помогна мојата наставничка Љубица Божинова. Исто така бев снимател на интервјуата што се праве во општината. На промоцијата своја честитка за сработеното упати и волонтерката од мировниот корпус Карен Олсун, која всушност ја наблюдуваше нивната работа изминатиот период. I am working here in the school for a year and a half. Училиштето работам 1,5 година. Овој проект беше шанса да им се даде можност на учениците да го дадат својот максимум на знаење на англиски јазик. Тие работеа долго време и денешниот момент е прилика за нив да им покажат на сите што сторија во текот на последните 5,5 месеци. For the last 5.5 months. Овој проект им укажа голема шанса на учениците да го искажат својот талент и познавање на англискиот јазик на доста креативен и несекојдневен начин. Проектот Кочани и вие е ново искуство и за учениците, наставниците, но и граѓаните кои ќе го читаат весникот.